Почитувани гледачи, почитувани слушатели, дојдовте назад во новата епизода на подкастот на Слободен печат, каде што продолжуваме да ве информираме за најновите настани, најинтересните теми од македонското општество. Наша денешна тема е онаа професија која и јас лично сум многу засегнат од неја и која си ја работам во последниве 3 до 4 години, тоа е новинарството. Со подобар колега, со подобар соговорник од ова што го имаме денес, мислам дека не можев да изберам кога станува збор за коментирање за новинарството. Тоа е мојата драга колешка Мирослава Симоновска. Мими, ти благодарам многу за твоето денешно гостување. Фала што ме викна колега. Ние секогаш се шалиме во нашата редакција, бидејќи јас сум тој како еден од најмладите колеги, тој што можеби најмногу ја познава она технологија која станува збор монтирање слики, пишување, внесување наслови на YouTube, едно друго, па секогаш сум отворен за помагање на моите колеги, но еве денеска малце еден реврз да направиме. Јас те побарав од тебе ти да ми гостуваш на подкастот и ти благодарам многу за денешното гостување. Малку ќе прокоментираме за твоето искуство, твоето минато во новинарството, твоите почетоци, зошто баш се одлучи за оваа професија, па ете да почнеме со најосновните почетоци уште, дали од кога се започна таа твоја љубов кон новинарството? Јас слободно ќе кажам дека знаев дека за тоа сум родена. Дека или ќе бидам новинар или нема ништо. Дури кога моите родители, кога им соопштив дека тоа сакам да студирам, мајка ми рече подобро е да бидеш чистачка, ми ги зема документите и ми ги однесоа во економскиот факултет за да ме спречат во таа намера. Но мене ништо не може да ме обесхрабри, затоа што знаев дека тоа сакам да го работам. Уште од средно училиште, уште од средно образование, секогаш ме возбудуваше тоа што прва дознавав работи, размислував како да ги презентирам во тој еден весник во средно што го работевме. Добивав поддршка од професорките по македонски јазик и тие всушност ми ја дадоа таа поддршка и подкрепа која што на почетокот моите родители не ми ја даваа, но нормално после тоа се промени, бидејќи моите главно беа вознемирени за екзистенцијата новинарска, дали ќе можам да ја остварам, но откако видоа дека тоа не е проблем, сега ме поддржуваат. Сакам да кажам, добив, откако моите родители ми ги земаа документите и ми ги однесоа на економски факултет, јас морав да аплицирам за стипендија. Тоа беше мојата последна шанса. И некако ја добив таа стипендија од тогаш од Европската унија. Ми ја додали господинот Ерван Фуере и така ме спаси денеска да не работам во банка, туку во Слободен печат и навистина да уживам и да со љубов да ја работам оваа професија, со пасија. Не се доживувам себе си како падобранец во новинарството, туку како некој кој што свесно тоа го избрал и со љубов и целосна посветеност секој ден тоа го работи. Мими, ти си пред некоја недела баш беше добитничка на една битна награда, на добра награда од Сдруженијето на новинари во Македонија. Малку околу таа сторија што мислам дека ти беше, јас кога ги читав сите тие твои текстови, навистина се фасцинирав од тоа како успеа да дојдеш до тие информации, како всушност ја склопи таа цела приказна околу онкологија и сите случувања што се случија, па малку за околу наградите, дали тоа е за тебе лично, ти беше еден поттик да продолжиш со пишувањето, со дознавањето, или пак тоа е само едно екстра задоволство кое го имаш, бидејќи како што кажи ти, новинарството ти е една пасија што си ја имаш од мала? Адреналинот кога ќе добиете некоја награда е дефинитивно, значи ве удира адреналин,
Но откако ќе заврши тоа примо предавање на наградата, неминовно следува и цела таа ретроспектива, размислување, леле што се требаше да поминам и преживеам и направам и колку непреспиени ноки и какви се дојави, не закани, ама така како предупредувања, непријатности, самата таа емотивност во самите приказни што ги пренесувате, особено кога се работи за онкологија, особено кога се работи за здравството. Значи да, поттикот постои и адреналинот од добивањето на наградите и задоволството што станува збор за награда која доаѓа од самата новинарска заедница, од колегите. Тоа предизвикува благодарност, понизност, меѓутоа кога ќе тоа е краткотрајно и утре дента следува оваа ретроспектива што се поминав до сега и ајде од утре и ово на ново треба нови работи да се дознаваат. Но да, ќе излаже тој што ќе каже дека не му значат наградите. Тој што не му значат наградите воопшто не аплицира на конкурси. Ако сум аплицирала на конкурси, да, ми значат наградите. Многу сум благодарна за нив. И особено ми значат затоа што доаѓаат од колеги. Да, тоа е секогаш позитивно и убаво да се слушне кога колегите баш ќе ја препознаат твојата работа што си ја направила. Ме интересира зошто баш здравството, зошто се одлучи баш здравството да го следиш како делото од општеството, бидејќи сите теми кои што се поврзуваат со здравството знаат најчесто поголемиот дел да бидат оние баш некои негативни искуства на граѓани и слично, тие некои баш тешки теми за читање, а верувам и за работење и запишување. Кога се вратив од Америка во 2020 година на почетокот, едноставно дојдов во Македонија, се вработи во Слободен печат и не знаев што ќе работам сега. Јас не сум била тука со години и некако дојдов како во нешто непознато и тогаш почна ковид пандемијата. И некако на почетокот ние не ни знаевме дека тоа ќе биде сериозна работа. И Мирослава почна да ги наоѓав тие, некој имаше прво некои видеа како луѓе од Кина луѓе од Кина, наши туристи дојдоа во Македонија и тука доживуваа некои непријатни ситуации со македонските граѓани во тоа време. И јас го фатив тоа видео како им велеа да си заминат назад, па со уредникот во тоа време Злате Лозановски измисливме еден добар наслов, болни од ксенофобија. Нешто така беше, заболени од ксенофобија се борат против ковид. И всушност таа ковид пандемија мене ме насочи во здравствениот сектор. Тука кога почна пандемијата, едноставно почнавме да добиваме еден огромен број на дојави. Знаевме буквално кој кај се заразил, кој пиел јајца од препелица, каде едноставно има најголем наплив на болни, па вакцини. И така во пандемијата всушност се запознав со македонскиот здравствен систем многу подетално и многу повеќе извори добив од тој сектор. Морам да кажам дека е навистина прекрасен сектор, затоа што ќе кажам дека имате работа со доктори, високообразовани лица, кои што се отворени за соработка, ако не сакаат да ви дадат информации официјално, секој пат имаат совест да дојават неофицијално. Тоа е многу битно, бидејќи кога имаш такви извори, некои кои би ти дале информација која за нив е сигурна и за тебе е сигурно, но не е официјална, е секогаш многу битно, бидејќи пак ќе кажам, но тука се создаде нов проблем со оној проблем што е најголем во новинарството во ова време, тоа се борбата против дезинформациите нормално. Ги спомна претходно кога зборувавме за твоите почетоци, тие закани, тие притисоци кои си ги имала можеби од некои запознаени со случајот кои не сакале да излезе некоја дадена информација во
во јавноста, па ме интересира како си се справувала најчесто со тие закани притисоци, како влијаат на тебе во пишувањето и во истражувањето. Бидејќи секогаш постојат. Ако некој сака нешто да напишам, само нека ми прави притисок да не го напишам. Значи тоа спротивното секогаш тој ина е што и постои. ако не сака да напишам, нека не дознам. Види, тоа е добро решение, бидејќи секако новинарството како професија, ние како новинари сме доволно добро и силно заштитени од институциите за доколку дознаеме некоја доволно фактички потврдена информација, нема што да те спречи да објавиш. Мислам дека само цензурата единствено може да се победи со бестрашност и со сигурност дека работите за јавен интерес. Доколку вистински јавниот интерес е она кое што ве води во вашите пишувања, доколку имате како да ги подкрепите тие информации, доколку на почетокот на изворите им барате изјави кои што се писмени, доколку им барате некои документи, доколку се осигурате, потоа немате проблем дури и некоја спротивна страна да сака да ви се заканува. Сега имало и многу банални ситуации за кои што мене ме чувала дома полиција. Например, во ковид пандемијата, синот на еден наш амбасадор направи свадба во Македонија, во време кога никој не смееше ни од дома да излегува, имаше карантини, и оваа свадба беше надвор од сите протоколи во тогашната епидемиолошка ситуација, така налагаше да нема мрдање, нема свадби. И мене ми дојдоа снимките од свадбава буквално во инбокс. Нити знаев кој е, ни што е, а и да знаев кој е, исто ќе постапев. Значи ги објавив видеата и почнав да добивам закани по животот. Дека затоа што сум ја објавила свадбата на овој супер битен син на амбасадорот, дека ми е загрозен животот, и тоа од гостите на свадбава, и стварно имаше пред зграда полиција да ме чува и пола зграда мислеше дека имам ковид. Види да тие беа ни тешки времиња за општеството, така да верувам дека, но ете ова е баш интересно што го кажа, бидејќи ете до кој степен може да биде загрозена новинарската работа, бидејќи кога дома те чуваат полицајци, обично тоа е навистина чудно, нешто што не се случува често поготово во Скопје или во Македонија. Ме интересира ја спомнавме претходно и онкологија како случај, едно од твоите најпознати случаи кои си ги работела барем во последните години. Како започна сето тоа, ако да ги запознаеме и луѓе бидејќи не следи на помлада публика, па не знам колку се запознаени баш со случајот онкологија, малку еден бекграунд за целата сторија, како започна сето тоа и како се одвиваше информациите кои ги добиваш? Некако мора да почнеш да истражуваш. А почнуваш да истражуваш од нешто супер очигледно и многу видливо. Во мојот конкретен случај тоа беше билтен на МВР. Во билтен на МВР излегуваат 2-3 такви малечки вестички и се кажува дека медицинско лице крадело лекови од една клиника. Нити се кажува клиниката, нити кои лекови, нити што. Јас се распрашувам дополнително и дознавам дека се лекови од онкологија. Тоа мене тука веднаш ме фрапираше. Знаев дека не можам јас да оставам. Чим тие лекови ги нема од болница, значи дека некој не ги добил. Друго, малце ми беше скандалозно да може да се изнесуваат лекови од онколошка болница. После тоа, втор таков извештај од МВР, примање подкуп. Пак на онкологија, фармацевски техничар. Од таму сето тоа тргна, потоа ме контактираа некои луѓе од внатре да ми додадат информации, па се јавија некои други извори да ми кажат трети информации, па почнаа од внатре да добивам такви медицински истории со чудесни информации внатре.
И сето тоа кулминираше кога Државниот завод за ревизија направи ревизорски извештај во кој што беа констатирани некои законски неправилности и така таа приказна се надоградува. Ама од некаде мора да се почне, а обично почнувањето е секогаш нешто многу очигледно. Билтен на МВР. Можеше ли слободен печат тој билтен да го остави така да си помине? Можеше. Значи никој да не праша кој од каде што украл. И нема да има афера. Ама ако прашате од каде, ако прашате што, ако одите малку подлабински, секогаш врата по врата ќе ви се отвора низ тој долг тунел. Па да, информациите често знаат да бидат пред нашите очи, ние да не ги видиме баш тоа што кажа, билтените на МВР стигнуваат секој ден и тие често и јас кога сум ги работел тие билтени, секогаш ги гледам као информациите, само ги проследувам, као ги прочитам само као некоја апсење во локал, бла бла бла, некои слични такви случаи, потоа тоа излегува устари тоа нека мега афера. Да, многу често за тоа стои нешто поголемо. Да, не велам за секој случај, ама за повеќето, поготово кога станува збор за не знам за апсења некој во кафулиња, во локали, во така излегува и во многу за некои многу пукотници кои што се случувале. Мими ова со случајот со онкологија, можеби некој друг кој те е омилен или нешто највише си го сакаш од твоите стории, постои ли нека омилена сторија која можеш да издвоиш со нас? Имаше едно дете, Илче, кое што за жал почина. Едно време приказната за Илче беше навистина среќна приказна, благодарение на Слободен печат. Значи, Илче просеше пред џамијата во Охрид и со години никој не го гледаше. Додека ние не добивме дојава за него и го земаа детето, го транспортира со помош на тогашниот министар за здравство Венко Филипче, го донесоа на детската клиника. Тој не можеше да јаде, не можеше да пие, го опоравија, му даваа висококалорична исхрана, правеше вежби, едноставно успеа од многу згрчена положба да дојде во седечка положба и да биде сместен во мал групен дом. И до овој момент, дури отидовме во малиот групен дом да го посетиме, јас бев пресрекна затоа што знаев дека со моја помош го тргнавме тоа дете од питачење, го тргнавме од улица, го однесовме некаде каде што доби хуман третман, човечки живот. Меѓутоа, неочекувано, неколку недели подоцна, добивме информација дека починал. Таа приказна за секогаш ќе ја паметам, исто така и приказните за многу мои извори со кои што сум споделувала многу судбини нивни заеднички, кои што ги носам и дома, а тие повеќе не се со нас. Баш еден ден ќе опаметам, мислам дека како еден од оние да речам вознемирувачки денови на работа, ние седевме во кујната што ни е во редакцијата и те видов тебе како дојде расплакана целата кога дозна на многу, да речам, вознемирувачка сторија за жената во, ако не ми се чини, во Радовиш беше, мислам, со семејно насилство, случајот со семејно насилство каде што си имаше самоубиено жената, и тоаш јас всушност видов со свој очи, бидејќи јас тоаш бев само што дојдов во редакцијата на Слободен печат, и тогаш првпат видов со своји очи како всушност новинар еден се целосно се внесува во една приказна и таа ја доживува целосно како на своја кожа, бидејќи таков случај кога ќе дознаеш од прва рака е навистина тешко да се слушне, а камоли па да се напише и тоа да се пренесе на јавноста без да звучи, да не речам, сензационалистички или лошо да се свати, бидејќи со такви приказни кога се раскажуваат, секогаш нормално треба најмногу да се пази, бидејќи се станува збор за човечки живот. Ме интересира тебе како се чувствуваше низ тие моменти кога се дознава некоја таква приказна, и за Илче кажа, но Илче си имала, како што спомна ти, момент на среќа, на радост, бидејќи си го спасила детето, иако на крај таа сторија завршила трагично, за жал, но еве за случајот со жената која се самоуби, малку за таа приказна, бидејќи секогаш ќе ја паметам таа приказна и тие аудио снимки кои потоа ги објавивме.
многу често далеку од очите на јавноста или блиску до очите на блиските колеги, јас се ги плачам изворите, затоа што тие стории и тие работи кои што ги споделуваат со мене, едноставно се емотивни, човечки, а јас немам срце од камен. И мислам дека кога би го имала тоа срце од камен, може би имала и некаква болест благодарение на тоа што емоциите негативни што ги собирам од тие ситуации, не би имало како да излезат. И затоа јас не се согласувам со голем број од колегите, значи да, не треба сега да излеземе на камера и да плачеме, ама ако тоа се случи, ако така ми дојде, се додека моите извори не знаат и додека мојата публика тоа не го чувствува, јас можам да плачам, не е забрането. Да, емоцијата е, секој човек е емотивен, секој си има своји емоции, поготово кога станува збор за какви чувствителни теми, често знае да се случи емоциите. Еве, разговарајте и со фоторепортери кои одат во војни, фоторепортери кои што одат во стресни ситуации, како на пример, не знам, пожари и не знаат дали да спасуваат или да фотографираат и секогаш им се крши душата на два дела. Да, ми затоа и новинарството и фоторепортерството се едни многу специфични професии што кога станува збор за новинарството, мене тоа секогаш ми е малку и се нервирам од стилот што ова модерно новинарство, да наречам дигитализирано што е, веќе како да ја губи смислата на традиционалното новинарство. Јас и често пати се дебатирам и да не речам расправам со повозрастните колеги кои секогаш ми кажаат нема везе, новинарството секогаш ќе си постои, истражувачкото новинарство е тоа што секогаш ќе биде она што ќе столбот на новинарството, но некако модерниот медиум и порталите, како што еве јас работам и на порталот на Слободен печат, како што ги гледам содржините и како се развива ова модерно новинарство, ако може уште да се нарече, некако според мене не оди баш во правилна насока. Сензационализмот, дезинформациите, тие фейк ньюс што секојдневно ги слушаме, некако како да превладуваат во новинарството, и тоа за мене е малце погубно, бидејќи јас сум се уште млад во оваа професија и можеби среќа што се вработи во весник, па има повозрастни колеги од кои што може да се научи многу од тоа. Инаку и ти ке пишуваше наслови, еве како? Баш за тоа сакав да го продолжим и наваму муабетот, бидејќи тие баш наслови, да не речам сензационалистички и она да биде се ударно, се во насловата, во текстот ништо да нема, тие се мислам погубни за новинарството. Што мислиш ти за правецот во кој иде новинарство, бидејќи и ти си релативно млада, иако имаш долги години во новинарството, како во кој поглед сметаш дека иде новинарството, дали во добар или во лош, според тебе во која насока оди? Некогаш ме зачудуваат работите што се newsworthy, нели на факултет учевме тоа, што е вредно за вест. Зачудува што е вредно за вест деновиве и зачудува колку за да се задоволи некоја љубопитност и жед за сензација се може да се пласира. Но секогаш е подобро да работите за 20 читатели, вистински читатели, освестени луѓе. За 20 е подобро да се работи добри читатели, отколку за 200.000 кои што само ќе ве кликнат и ќе излезат од текстот и тој нема да донесе никаква промена, ниту некаква вредност во нивниот живот. Да, точно, ама за жал, еве, јас гледам и македонски медиуми се повеќе земаат, учат, да не речам, од српските медиуми кои тоа го имаат одлично совладано и веќе се феноменално го прават тоа со оние сензационалистички наслови, како што споменав, 4 реда наслов, 2 реда текст, информацијата е никаква, но во насловот ги имаш оние еве како погледнете фото, видео. И навистина тоа е погубно, бидејќи еве за еден млад новинар кој да
кога би разговарам и со помладите колеги кои дур студирав и сега кога се вработив, некако кога студиравме новинарството беше толку прилично, толку интересно, иако бевме една 10 души, не беше тоа не беше голем интерес за таа професија. Сега е уште полошо кога видов на новинарство колку се има всушност запишано направен. Тоа е навистина жалосно кога ќе се види, бидејќи професијата го губи интересот кај младите. Но ете, македонски медиуми никако да се фатат на она традиционалното, задржат, да гледаат како тоа го прават најголемите агенции новинарски, но за жал мислам дека како ќе се сменат генерациите, како доаѓаат овие нови генерации на новинари во наводници, бидејќи за си новинар веќе не ти треба ни никаква ни акредитација, немаш ни никакво ни значка, ни ништо за се кажеш дека си новинар, што мислам дека е погубно, бидејќи не може секој да стане новинар. Јас мислам дека и ти ќе се согласиш со мене со ова, бидејќи какви сега да не звучи погрешно дека е некаков напад на колегите кои работат во други редакции, но мислам дека со тоа што во која насока се движи новинарството, не сметам дека и весниците гледаме дека полека згаснуваат, иако ние сме still going strong. Мислам дека во другиве случаи она Facebook и Instagram новинарството ќе преовладее. Сепак ќе ги издвојам, има редакции кои што имаат вистински професионални новинари и работат по стандарди, и јас само тие ги читам. Зарем кога да. Јавноста треба да биде медиумски описмената. Точно. Ако биде медиумски описмената, нема да клика на види како, еве ги кои се, погледнете сега, тука кликни 3 пати да ми донесеш повеќе реклами. Едноставно јас се чувствувам изманипулирана ако му дозволам на некој така да ме мафта, да мафта со моето време, со моите за кликови, а да не ми даде никаква вредност, никаква дополнителна вредност во мојот живот. Значи, тие што сакаат да кликаат, ќе кликаат, ама сепак она што е важно се информациите кои што носат општествени промени и да се работи за животот на сите нас во државата да се подобри. Си има и една друга област, сцена, забава. Да. Таа има таква поинаква улога, забавна улога. Меѓутоа информативните редакции имаат информативна улога. Треба да се консултираат што поголем број на извори, да се потврдуваат информациите, да се верификуваат, а јавноста да биде што повеќе медиумски описмената и да не ги бара овие места што само им требаат кликови. Ако јас како јавност знам дека ми треба точна, проверена, обсежна информација, тогаш ќе одам и ќе посетувам такви медиуми, ќе финансирам, ќе спонзорирам такви медиуми. Знам дека тоа ќе го подобри општеството. Да, точно. Тоа што кажа ти дека јавноста треба да биде да се работи на она медиумска писменост која и многу од агенциите и институтите ја прават кај нас во Македонија, бидејќи наистина често и случаи сега кога има врвни редакции во Македонија, како што кажа ти, на професионалци, но секогаш барем јас кога ќе приметам поготово на Facebook или на Instagram или на Twitter превладуваат оние банални информации кои секогаш барем ти знаеш најдобро ќе се убиеш од работа што се вика за истражиш, за направиш нешто и на крај секогаш се смееме ние на тие вести во редакција, не знам, некоја српска старлета или не знам што, или македонска, не знам, пејачка, некоја најчитана, што е добро од еден аспект, што и треба и тоа да се чита нормално, и луѓето и тоа го интересираат, и луѓето не сакаат да слушаат постојано негативни информации кои 99% доаѓаат од политиката во Македонија и во регионот, но тоа што го речи ти претходно, тие 20 души што ќе те прочитаат се многу повредни од тие
200.000 колку и да се, што само ќе кликнат и ќе се задржат 3 Едноставно, секунди. кликањето за забава и кликањето за информирање, сериозно информирање, се со различна цел. Значи, импактот е различен. Теми кои што се вистински добро обработени прават општествени потреси, промени. А секако дека на граѓаните некогаш им е потребно и да се релаксираат. Како е тоа, ние ќе си дојдеме некојаш дома и сакаме да го пуштиме мозокот на пасење. Едноставно ние преку глава, од обврски, од работа, од секакви проблеми и добро нека читаат и такви работи. Меѓутоа нека прават разлика колку дека навистина за некои теми е многу тешко и притисоците кои што ги издржува новинарот за да напише нешто се многу поголеми отколку види како еве овде погледнете сега. Дури мислам дека различна е целната група. Да, и тоа е многу битно. Целната група на која што им се обраќаат двата жанра. Да, секако бидејќи на социјалните мрежи се еден огромен простор на различни категории на луѓе. Ми интересира бидејќи работиме на стресна професија, новинарството е дефинитивно сега не најстресна, ама дефинитивно има стресови во наша професија, па ме интересира дали си имало момент кај што си рекла, значи не можам веќе, новинарство батали, не вреди. Знаеме сите и од финансиски аспекти, од нервози, не вреди, батали, си имала и таква нека... Не така, ама имав еден момент, ало, директоре, дај една недела одмор. Значи тоа беше, не знам, негде при крајот на ковид пандемијата, првата година оствари од ковид пандемијата, секој ден по 2 преса, и како што зборував претходно, знаеш кој кај се заразил, каде, у која болница нема више место, бројките беа со тоа, со починати, со заразени, тоа беше навистина стресно за поимање и да, сум имала ситуација дека мора да одам на одмор. Да, ковидот поготово беше едно време кога јас тогаш само што се вработив во Слободен печат, тогаш и беше при крај короната, но тоа време пред короната кога ги завршував студиите беше толку едно, да не речем, утепувачко време за младите, но ме интересираете и ти ги спомена како беше работењето тогаш во пандемијата, сите тие информации што ги добиваш во врска со заболени, толку смртни случаи. Само ова ми текна, извини што те прекинувам, значи ти на такви информации секој ден се стресираш и гледаш од друга страна како некој не верува дека имало пандемија. Тоа, да. Друг Бил Гейтс го чипирал, трет чипот не му упалил. Тоа е навистина поразително, затоа што знаеш дека сето тоа е вистина, дека има пандемија, а имаш една популација што тоа не го сваќа кој што треба. Тука се навраќаме пак на тоа дека медиумската писменост е многу битна и дека во што да се верува, во што да не се верува, веќе пак постојат такви многу и сајтови и кои едноставно сакаат да ги шират тие теории на заговор. Во нивно корист е да постојат такви теории и секогаш на крајот новинарите, вистинските новинари што се помачили и ја направиле таа сторија, на крај они испаѓаат виновни, бидејќи ти што Да, колку пати им рекле на таквите новинари дека ја измислиле, креваат паника и ја измислиле. Па да, и до ден денес се спомнува во коментарите, ако се прочита низ Facebook, кога ќе се спомне некоја вест за, не знам, за вирус или за вакцина или за Бил Гейтс, го спомна Бил Гейтс од короната, мислам дека толку стана повторно популарен што мислам дека кога го формираше Microsoft не бил толку спомнуван, но тоа за жал е секогаш така и за различие, јас бидејќи на дворешната политика повеќе ја следам и за сите такви информации, војни конфликти, се што се случува секогаш постои таа група во јавноста која ги отфрла информациите и верува во такви теории на заговор, што е навистина поразително, како што спомна ти. Има социолошки истражувања зошто е тоа така. Значи, кога се случува едно нешто така големо како епидемија, како пандемија,
Тоа е всушност една трагедија и ние како човечки битија многу ни е тешко тоа да го воспоимиме, да го примиме и мора да бараме некој начин кој што лесно влегува во глава. Многу е потешко да учиш епидемиологија, вирусологија, како вирусот влегува во организмот, што може да му направи, па тоа тоа е години факултет учење за тоа што може ковид да направи. А вака дека те запрашуваат од авиони, нели полесно е за восприемање и заради тоа палат вакви теории на заговор. Баш ме интересираше Мими за околу здравството, бејќи здравството е една доста комплицирана работа со термини, и се кога ќе ги правиме овие утрински колегиуми во редакција, кога ќе дојде твојот ред да кажеш што ќе работиш денеска, сите тие што се зборови термини во здравството, секогаш ме бунат како ти како новинар ги се запозна со колку лесно ти беше да се тие да ти статено само полесни за сваќање, бејќи здравството е многу комплицирана област во општеството и кога ќе прочиташ, не знам, некој лек, бла бла бла, и за онкологија беше така. Боријан, значи на почеток ја ништо не знаев тоа и почнав да си читам. Ке си читаш правилници, закони, соопштенија, упатства, ке отвориш агенција за лекови, кој лек те интересира, земи прочитај еден правилник, друг правилник, упатство за користење, клинички испитувања, студии, отвори Лансет еднаш, два пати, со секој ден читање. Всушност самата работа ќе те научи, маката ќе те научи, ќе отвориш електронски набавки, набавки, ќе почнеш да ги гледаш сите набавки Министерство за здравство што ги прави, па ќе видиш како изгледа тендерот. Секој ден ќе читаш и ако не ти е јасно, се јавуваш на некој што знае. Во новинарството е многу добро што можеш ништо да не знаеш, ама секој пат ќе ги знаеш сите што знаат и тие ќе те направат паметен. Да, тоа е и доброто едно од позитивните работи во новинарството, поготово во ваква мала држава која што е Македонија. Контактите лесно се добива, лесно се стигнува до... Не знаеш нешто, ќе му се јавиш на тој што знае, он се ќе ти каже, мислам ќе ти го истолкува. Некои документи се многу стручни и тешки се за разбирање. И затоа се јаваш кај двајца, тројца експерти. Работите што се поклопуваат меѓу тројцата, тоа е вистината. Да. Мими, во нашата редакција е полна со искусни новинари. Колку е битно да се учи од такви врвни имиња во Многу е битно, нашите бардови, да, многу е важно, затоа што ги имаат, се имаат искалено во едни други времиња, без социјални мрежи, без инстант новинарство, со некоја пракса во која што прв пат одиш на терен, на зелен пазар и првиот текст е да видиш како се цените на компирите денеска и колку дупки има во Скопје на таа и таа улица, а не не толку брзо да се оди директно во некои области кои што се тешки, комплицирани или новинарски жанрови кои што се аналитички или коментаторски. И затоа е многу важно да се учи од нив, да се слушаат, да се примаат нивните совети и цело време да ги прашуваме, да не се срамиме да прашуваме. Не постојат глупави прашања, само... Да, токму една од луѓето зашто се вработив во Словен печат беше биејќи постојано ги читав и слободните удари и колумните што ги пишува колеги и текстовите, па си реков non-brainer е да се учи од такви врни новинари е навистина еден огромен плюс за еден млад новинар. Мими, каква е иднината за тебе лично во новинарството? Како се гледаш продолжуваш во здравството, продолжуваш со новинарството или пак? Да, значи чим не завршив на економски факултет и не сум во некоја банка, сега можам да го работам тоа што го сакам, навистина, и не планирам да направам било каква диверзија од оваа професија. Оваа професија е мојот сон, мојата желба, моја голема љубов, пасија.
ја работам со искреност, со грижа за јавниот интерес и носи за мене еден куп задоволства покрај тешките моменти, значи особено е впечатливо што може да запознавам еден куп луѓе кои што инаку не би имала никаква можност да ги запознам, да се усовршувам, да се надградувам, да учам и се надавам дека иднината за македонското новинарство е слободна и дека нема да се појави некој да не врати години наназад во едни други времења кога за клевета се лежеше затвор. Се надевам дека одиме во една послободарска иднина која што ќе ни овозможи уште послободно да твориме. Да, ова е многу битно и за сите млади новинари кои е, вклучително и јас сега, да бидам искрен, се размислувале за промена на професијата, дур си млад, бејќи и некои од колегите тоа ти го викаат, абе бегај од новинарство, дур си млад, као не заглавај како нас, но еве добро е да се слушнат вакви примери како тебе кои што секогаш ќе бидат на страната на јавноста, на слободното информирање и изразување. Мими, ти благодарам многу за ова денешно гостување. Сега одиме назад на работа, да не кара Жана дека многу сме отсуствувале од работа, но ете да ти се заблагодарам уште еднаш на ова денешно гостување, на нашите гледачи останува да им се заблагодарам што беа со нас и оваа среда на подкастот на Слободен печат. Останете со нас на нашиот сајт, на нашиот YouTube канал, на Instagram, на социјалните мрежи, следете не, информирате се за најновите настани од Македонија и светот. Ви благодарам уште еднаш и се гледаме наредна среда.